Добро утро и поздрав! Ова утро се наоѓаме во прекрасна природа во општината Чучер-Сандево, меѓу селата Глуво и Бразда на 442 метри надморска височина. Ова утро не додовме да ви покажеме само прекрасна и убава природа во близина на главниот град. Ова утро сме токму тука за да ве одведеме на едно прекрасно место во кое што ќе можете да ги споите убавата гастрономија, доброто вино и веселите луѓе. Ова утро ве водиме во етно ресторанот Рибилимус. Ајде со мене! Кукун, ти благодарам за твоето гостопримство и што еве ова утро не прими во тој прекрасен угостителски објект, елитен ресторан, но и твој дом. И на самиот почеток морам да те прашам како се случи, како дојде идејата ти да отвориш угостителски објект и како се случи приказната Рибилимус? Најпрво да ги поздравиме сите гости на Сидо телевизија, цела Македонија, од мене, од тимот на Рибилимус и на благодарна што сте ни гости. Инаку, околу името Рибилимус се случи далечната 2014-та, еден човек застана пози мене, така да остане анонимен, даде сила и енергија да го доизградам манастирот Свети Анаси Велики во село Глуво. 2014-та кога почнеме со доизградба, 2016-та го завршиме, кај што донации собраме голем износ на финансиски средства. Кога се заврши манастирот, во благодарност човекот ми подари име Рибилимус. За први пат ми беше чудно името. Ми рече повели име Рибилимус, кое потекнува од старата временска рамка, име кое носи работа и беритет, и ке дојде денот вика кога само Рибилимус ке оди нагоре, све другото ке застане. Како што кажа човекот, тоа и се оствари. Еве сега више славиме за кратко 11 години роден ден од постојање на Рибилимус. Почнаме со 3 маси не наши, капацитетот ни беше за, да не кажам, 9 гости, и со тек на работа, посветеност, нормално на квалитет на храна, на услуга, на преубава музика, амбиент, направиме гости да се чувствуваат тука како дома. И со многотрпна работа дојдоме до ова кај што сме сега, познати и во балканските сфери. Ни доаѓаат гости од секаде. У комплексот на ресторанот имаме и вили за земување соби, така што ги комбинираме гостите што доаѓаат и многу се влюбени во нашите специјалити. Дали се сеќаш како беше првиот ден, односно отварањето на објектот, дали имаше трема и дали беше предизвик да се бавиш со угостителство? Не први беше да отвориме како мала пицерија, така да викам ајде да направиме отварање едно, пошто кај нас тука немаше некои локали да га познати. На отварањето имаше 400 гости, дури ние самите си викам што се деси. И самиот старт беше бум, али пак ќе се надатам полека со работа, квалитет, вкус. Ова беше една маласка продавница, од таа после полека, како што гледате целиот ресторан е во парчиња, додеа делче како заработуваме пари се шириме, како да се шириме, така стигнаме. Добро, тоа има котрпна приказна, не е угостителството е убава работа, но и тешка работа. Психологија голема. Така е. Кажи ми, бидејќи секој бизнес има успони и падови, имаш ли некогаш момент кога си рече, што ми требаше да отворам ресторан? Тоа се десило во многу наврати, али некогаш ќе кажеме Господ не става нивица, кога треба она да паднеш, тогаш треба да издржиш највише. Ние тоа го, не кажам, го пребродиме, издржаме во тешки моменти, нели короната не фати. Кога не фати короната, кога сите се разочараа, затворија, продава кафани, столици и маси, ние тогаш се пренамениме во етно ресторан. Тогаш направиме. Сопругата тогаш викаше, што правиш? Сите пропаѓаат, затварате, инвестираш. Викам, како што е Господ, никој не е. И така што после короната направиме
голема експанзија. Така. Кој е ресторан. Сега интересно е дека ние сме на Скопска Црна Гора, во близина во Глуво и во близина на Бразда, 420 метри надморска височина и далеку од градот. Беше ли предизвик луѓето од центарот на Скопје да дојдат во Скопска Црна Гора? На почетокот беше малку чудно, но откога направиме големиот паркинг кој што имаме и хелиодром, мала шала, многу доаѓаат ради тоа. Пошто Скопјето знаеме сите дека е загушено, нема паркинг, гужви, галами и тука многу доаѓаат и многу и нудиме добра музика, убави пејачи, македонски пејачи, да ги поздравиме нашиот Зоки Бекутан, Билиза Козмановска, Цаци Закони и многу други пејачи што ни гостуваат тука. Добро, сега етно ресторан, рече веднаш по короната, масава е вака многу убаво изгледа, колоритна, убава, македонска. Знам дека е тешко да се одбере, да речам, 5 топ јадења на објектот, но ако ти би морал да бираш само 5, што би порачал на масата? Како за предјело, кај што идеме сите по сите ресторани, секој е мераклија за овчо сирење, козјо сирење, збориме варни сирење овчи, патлиџани домашни, тоа наши, пита домашна, која што мора еден ден унапред да се јавите да нарачите, пошто на бабичка стара не ги спремам подвршник, специјалитет на куќата ни е месо во тегла. Стар рецепт, да не кажам преку 200 години остана нашите предци. Тоа сите знаат кога се приготвува месо во тегла, се вари 8 сати, се конзервира самото со себе и по желба на гостите го приготвуваме. Сега интересни сме по што спремаме пожави, отворени пожави и затворени пожави, кои што ги има и се многу здрави за желудникот. Сега прејаснуваме малку, да не кажам повисоко, почнеме да работиме со телешко месо, со телешки томахавки, риба и тибони, така што малку идеме по нагоре. Да, понагоре, да, малку. Колку внимаваш, колку сепак е Скопска Црна Гора позната по добра природа, добри домаќини, македонци, срби, луѓе кои што живеат на овие простори, колку внимаваш, речам, состојките или дел од состојките да бидат од ова поднеби, односно тука од Скопска Црна Гора? Да не кажам 99-90% гледаме од тука, пошто имаме и наша, да не кажам, бавча, нива, кај што произведуваме фолии наши, имаме луѓе што произведуваат, што чуваме тука стада со овци, исто за наше сирење. Ајвари тука ни прават сами жените, малиџана, пинџури. Некои се нашалам, се жалат, многу ни биле скапи пинџурите и макалата. Викам, пинџури и макала се направи, значи треба труд, треба љубов, треба време. Не ова, например, земи од теглата и сипи го, стај го. Тоа е, затоа практикуваме да е све домашно и све да е екстра. Значи се внимава да биде од локалното население, тука е спомнена која бабичка која што меси, која што гостин кој ќе дојде без да дали е Скопје, е од Куманово или е странски турист да проба нешто што е автентично. Значи питата домашна, домашното лепче, пинџурите, макала, да не кажам Македонија, се врти околу пиперот. Така, аме пожавите домашни. И пожавите, да, пожавите домашни, наши пожави, да. Да. Од тука. Одлично. Кажи ми кога би, бидејќи ти како гостител, не си само во сопствениот објект, шеташ, гледаш, нели? И во Македонија и надвор, што мислиш, што е она што Рибелимус го одвојува од другите етно ресторани во Скопје и во Македонија? Самиот ресторан како Рибелимус има посебен дух, има некоја позитивна енергија. Капацитетот ни е на 18 гости, многу сака да се прошириме, но ние сме решили да останеме тука кај што сме и да го државаме тоа што е. Окрај тоа нудиме прошетка до манастирот, до Глувовот, имаме пешки патеки. Има во Скопска Црна Гора многу манастири стари што може да ги посетат. На нив, например, најинтересно е тука испреаме, ја го викам македонски кавиер, тоа е прас. Пипер сувезен и чварки пропржени од тава љути. Има ли нешто повкусно? Брујче лепче од фурна, маца, сирење овче, викам тоа е македонско, тоа сега да пробат. Гравче да пробат. На нив, например, од морски храни, од специјалитети и другите преуглаваи. Македонија е позната, ти рече се врти околу пиперката или пиперот, ама се врти и околу добрата чашка. Да. Со векови ракија се пие на овие простори, но во последно време оваа винска култура, би рекол, се развива се повеќе. Македонија е позната по добро грозје, по добро вино. Колку вие како персонал им помагате на гостите, особено на странските туристи, па и на домашните, добро да спарат добра храна со добро вино? Имам амбасадор ми дојде,
нарача ракија, испи печес ракија наши домашни, нарача пиво. И конобарот доаѓа на маса, му зима чашка за ракија. И ми вика, преводач вика, проблем има на маса. Што е проблемот, викам? Му зема ракијата, викам, па кај нас обичајот, викам, после ракија се завршува, се пие пиво или вино. Не вика, они мешаат, вика, пиво и ракија. Ама после печес ракија нашите тешко оди. Малку ми позаспа, малку Тешко да верила, така што тоа е. А колку луѓето нарачуваат вино и колку знаат да уживаат, бидејќи спомна амбасадори, странци, тие обично кај нив тоа брзо оди, брзо пијат, не уживаат како во Македонија, тоа една маса да трае со сати. Колку помагате да одберат добро и квалитетно македонско вино? Имаме ние големи избор на винарија, најпрво да ги поздравиме на Монтеко винаријата, кои се прекрасни вина, поготово темјаниката, белата, да не кажам да се отвори флашата и после 2 дена да е отворена, уште го има тој мирис од темјаника, значи преубаво вино и се троши многу и многу барано. Поготово белата темјаника исто и црното вино е многу барано, пивко. Пред да се напиеме добро вино, добра ракија не смее да се пропусти на здраве почитувани гледачи. Морам да те прашам колку е вистина дека во Рибелимус се прават најубавите музички забави? Вистината е 100% точна, а за тоа е задолжен нашиот добриот армоникаш, клавиатурист во историјата на музичарството на сите времиња, а тоа е Зоран Пусичевски, звани Зоки Бекутан, кој што има искуство, 45 годишно искуство и сега му правиме 45-ти концерт тука. Одлично. Дали можеш да слушаме Зоки? Може. Ајде. Може. Еве, за ова пригода убава песма. За многу години македонци, каде и да за многу години мој народе на Македонија. Со љубов сега да наздравиме, љубов голема. За вечна е среќата на Македонија. Љубов голема. За Македонија. Љубов голема. Сега отвори ја. За Македонија. Браво. Зоки, Македонија е позната по добра храна, добра раки, добро вино, ама и добра песна. Се разбира, Така или не? Без тоа не може, без тоа не може, без тоа не може. Е сега, се нарачуваат ли еднисти песни или гостите, странците, домашните туристи остават понекојаш и на тебе да одбереш што да им отсвириш? Па, се нарачуваат песни, исти, се повторуваат, али пошто ми свириме одека секаква музика. Шпанска, афричка, америчка, македонска пред се разбира. Балканска музика свириме многу, оставаат на нас, пошто имаме добри пејачи овдека. Јас сум овдека од почеток на кафаната и така да боле место нема за забава. Така ли е? Нема. Одлично. Кажи ми, знаат ли некогаш да се заборават гостите во веселбата и да едноставно станете до крај? Остануваме доколку треба за гостите, додека имаат пари. Кога нема пари, нема музика. Значи, правило у кафана, без пари не се иде. Ако имаш пара, сакаш да наречеш ваква храна и музика добра, доаѓаш со пари. Ако немаш пари, Ништо не правиме. ништо не прави. А Зоки, има ли време за тебе, освен свирење, и ти малце да уживаш во Јадам секој ден, јадам деликатеси? овие специјалитети и други специјалитети јадеме секој ден. Секој ден, одека сме најдобри по тоа, по најбоната храна, газда Кукун, чудо детета, ваква мајка више не раѓа. Otvori mi
čali pečer, sakam da te vidim ja. Otvori mi čali pečer, sakam da te vidim ja. Digidi ace more, ača mia. Digidi ace more, ača mia. Allora ti assotura, sacra mia. Allora ti assotura, sacra mia. Стивен, ти си од самиот почеток во овој прекрасен ресторан, задолжен си за гостите. Како е да се работи со гости кои што дошле да уживаат во овој амбиент? Така, пред се да ги поздравиме сите кои што гледаат оваа програма. Да се работи со гости е, да речеме, потешко малце, бидејќи имате луѓе кои што се разбираат во гостителството, да речеме, доаѓаат и ме прашуваат мене што е најдобро, што најдоброто што го нудите вие во ресторанот. И јас тука почнувам и му објаснувам. Имаме овчо, добро сирење, најдобро, инџур, макало, ајвар, пршута домашна. И така почнуваме, пример, со ракија. Понатаму, за главно јадење, ако одиме на главно јадење, препорачуваме месо, ребро, имаме месо во тегла и така натаму, шарска плескавица со кајмак. Сега поново почнавме да ги приготвуваме и телешките специјалитети. Имаме телешка томахавка, телешки рибај, телешки тибон и тоа луѓето понатаму прашуваат со што најдобро оди. Телешкото месо најдобро оди со црно вино. Кажуваме на гостите, они веќе знаат дека телешкото месо оди со вино, нели? И така натаму. Прашуваат кој е најдобро вино. И Македонија е добра по вината, и по црните и по белите. Белите вина најчесто одат со риба, добра риба. Ако се одлучат да земат телешко месо, им препорачувам црно вино, бидејќи супер оди со телешкото месо. Доволно се едуцирани, можам да кажам, да изберат сами кабарне, дали ќе биде кабарне, дали ќе биде вранец, дали ќе биде некоја друга сорта на вина. Тоа веќе гледам дека во наредниот период сите се префрлаат на вина. Она како пивата им влијаат на, не знам, као надувани се, не знам, со виното им е тоа полесно. Можам да кажам како долгогодишно искуство овде. Пред се имам пријатна атмосфера на работа, затоа сум толку години овде, се чувствувам како да сум дома. Доста луѓе што доаѓаат тука доаѓаат и заради мене, позитивна личност, насмејана. Секогаш се трудам да се чувствуваат луѓето како да се дома, да им го долувам тој амбиент и да стане Рибелимус место каде што сите луѓе се стрекни и започнува една нова приказка. Nisam kriv što sam živ, sam siroman. Para nemam sreće, nemam uvek siroman. Nisam kriv što sam živ, sam siroman. Para nemam sreće, nemam uvek siroman. Siroman sam, al volim da živim. Do poslednji dinar imam, neću da se znam.